Животот е една огромна вселена, во која се раѓаме, растеме, се бориме, учиме и итаме кон своето место под сонцето. Некогаш сме слаби и кревки, некогаш силни и храбри, некогаш паѓаме, но одиме напред. Таков е овој живот, тежок, но убав. Убав како сончев ден. Живот е нашето денес, нашето утре, но и вчера, лани, пред многу години. Живот се нашите спомени. Еден таков, никогаш незаборавен спомен е нашиот пријател, другар, колега, татко, дедо, чиј живот беше вечна борба. Човек кој иташе кон своето место под сонцето. За него сонце беа децата, талентите, оние кои пеат, свират, играат, а тој матица што ги собираше околу него. Тој беше душата на една безвременска Калинка, а Калинка беше неговата душа. Еден од првите основачи и креатори на детскиот музички фестивал Калинка, Ѓорги Цуклевски, вработен во Пионерскиот дом од неговото отворање во 1983 година. Во 1992 година се создаде Калинка, а сите вработени во Пионерскиот дом работеа за доброто на децата, нивните активности, создавајќи бројни манифестации. Ние се надеваме дека времето ќе си го покаже своето и фестивалот Самет фестивал ќе се најде место во Самет град и општината, така да полесно ќе биде понатаму. Ѓорги Цуклевски ја доживеа 20 годишнината на Калинка во 2015 година. Оваа вечер ја посветуваме токму нему, кој често знаеше да каже: прекрасно е да се работи со деца. Само таа работа го облагородува и збогатува човекот. Калинка од самиот почеток буквално ме зарази и чинам дека без неа не ке можам да живеам. Добро вечер и топло добре дојде на сите некогаш вработени во Пионерскиот дом, кои со огромна љубов работеа за доброто на децата и ја создадоа Калинка. Добре дојде на сите соработници кои беа вклучени во организацијата на Калинка низ годините. По тој повод, организаторот одлучи да додели награди за тројни вредности на првите основачи на Калинка – Ѓорги Цуклевски, Нада Ристова и Томислав Таневски. Покануваме на сцената ќерката на Ѓорги Цуклевски, Костадинка Цуклева, Нада Ристова и Томислав Таневски. Наградите ќе ги додели уметничкиот раководител на Калинка, господинот Александар Стојанов. Повелете. Почитувани пријатели, пред да продолжиме, сакам во името на мојата фамилија да се заблагодарам на една личност, долгогодишен пријател на Ѓорги Цуклевски, долгогодишен фолклорист, руселија, просветен работник, културен, кој му беше добар пријател. Тој е мојот татко Стојанов Анастас. Значи, нему треба награда за живот и дело, и јас, мојот брат и мојата сестра сме негово животно дело. Татко, ти благодарам. За Ѓорги Цуклевски може многу да зборуваме, но лично мене ме врзуваат полно спомени, кои секогаш беа дел од ова прекрасно наследство. Калинка. Затоа во негова чест, постхумно, ја доделувам наградата за трајни вредности на сопругата на Ѓорги Цуклев, односно, за жал сега неговата ќерка, сопругата е од оправдани причини одсутна, и во оваа прилика ќе ја поканам првата секретарка на Република Србија, господјата Ивана Грбик, да не направи чест да ја додели наградата.
Во име на сите деца од Калинка ви благодариме. За господинот Томислав Таневски, еден од доаените на музичката активност и поддржувач на Калинка, низ сите години, за неговите достигнувања во оваа област на музичкото творештво, има добиено повеќе значајни награди и обштествени награди. Затоа чест ми е да ја додадам и додадам оваа награда на ред од други ваши награди што ги имате во витрина. За госпоѓата Нада Ристова, мојот ментор, сценарист, режисер, текстописец и пред се еден од основачите на најголемиот детски фестивал во Републиката и пошироко Калинка. За се што сработивте во овие 20 години и предходните, заслужувате најмалку 20 награди за животно дело. Не ми викам да се смирам. Па затоа чест ми да ви додадам оваа првата. Ви благодарам. Многу ви благодарам. Од името на наградените ќе се заблагодари Томислав Таневски. Повелете. Благодарам. Јас само можам да кажам дека ова е посебна вечер за мене, многу емотивна. И како што би било редот, може би треба да направиме минута молчење, меѓутоа, бидејќи овде не верувам дека и Ѓоко би го посакал тоа, бидејќи овде има многу нестрпливи деца што сакаат да ги слушнат новите песни на Калинка. Како што и кажа во краткиот филм, Калинка беше душата на Ѓорѓи, а секако и Калинка и нашата душа. Само кратко ќе спомнам дека идејата за Калинка почна уште 91 година, веднаш, значи, по самостојувањето, и господјата Нада, тогаш директор на Пионерскиот дом Карпош, и колегата Ѓорѓи дојдоа во Скопје на една манифестација на еден меѓународен фестивал без граници, така и ми ја изложија оваа идеја дека сакаат во Гевгелија да направат меѓународен фестивал. Јас го прифатив тоа со сета поддршка што може во тој момент да ја дадам. И не е ни чудо, затоа што низ овој град преубав Гевгелија помина над 20 држави од целиот свет. Со своите песни, со своите традиции, за тоа секако има и голема заслуга нашиот драг пријател, што не е меѓу нас, Ѓорѓи Цуклевски. Ви благодариме.
само приказ да скажам. Сите ми гледат каква музика слушам, како да одлескам без да ме кушам. Не можам да барам оправдување разум, тоа гледат само приказ да